Мислат дека времето многу брзо поминува. А уште побрзо поминува кога исполнето со среќа, радост и љубов. Токму затоа не штедете го времето поминато со вашите домашни миленици, бидејќи тие дават безусловно својата љубов. Со нив сте секогаш среќни и насмејани. Сега земете го вашиот миленик и проследете емисијата, пријатели. Како што напоменав, наша гостинка е Дијана. Таа има повеќе миленичиња, зашто станува збор ќе ни каже во наредниот прилог, а јас намерно се држам настрана да не јадам ќотек. Здраво, Дијана, како си? Се надевам нема да ни степаш во емисијата. Здраво, ти благодарам на поканата, не никако, затоа што ми си добар пријател. Ајде за почеток кажи ни кои миленици ги чуваш дома. Значи дома ја чувам Буба. Таа е, значи не е расно куче, домашно куче си е, околу 8 години е со мене. Буба е доста, значи, љубоморна, многу е поврзана со татко ми. Меѓутоа не почитува сите членови од семејството, меѓутоа најмногу него го сака. Доста е љубоморна. Не остава никој да се доближи до татко ми. Не остава никој да му ги гибне нејзините играчки. И 2 папагалчиња кои ги купив пред околу 5-6 месеци од твојата продавница. Од каде љубовта према животните? И дали он мала си имала миленичиња? Да, значи првото моје милениче е негде на 8 годишна возраст, она на кој што јас се сеќавам. Може би порано сум имала, меѓутоа не се сеќавам. Љубовта од животните најверојатно произлезе од моите. И тие се доста љубители на животни и најверојатно и од нив. Дали се сеќаваш на твоето прво милениче? Првото милениче е Доберман, значи се викаше Блек. Го пораче татко ми од Ниш. Доста беше шампион, значи со доста титули. Расно куче, нормално. Со мене беше околу 13 години. Дали има некој животно кое многу ти се допаѓа и би сакала да го имаш во твојот дом? Дефинитивно Доберман. Повторно? Да. Кога би имала шанса, дефинитивно би било Доберман. Твоето куче го гледуваш повеќе време. Кажи ми, дали има некоја интересна случка која ти останала во сеќавање? Со Буба има многу интересни случки, значи секој ден е со најинтересен. Најинтересна случка беше баш пред некој ден кога ја донесов топката за пилатес, имав некои работи дома кои требаше да ги вежбам. И како што оставив топката дома до нејзините работи пред телевизорот кај што е нејзиното крајвече, одам да си земам топката, немаше шанси, Буба ќе ми зееше, мислам. Се што е тука во нејзина близина го смета за нејзино и не остава да се гибне. Кажи ми нешто повеќе околу гледувањето на твоето куче. Посебен режим, значи на исхрана за Буба нема, меѓутоа практикувам да ја хранам со нешто е здраво за неа, нормално. Си јади, значи, сува храна за кучина, значи за миленици. И јади се, најинтересно што јади, значи, секаков зеленчук, секаква овоше, јади здрава храна, она што, да речам, јас го јадам за мене, го практикувам, најчесто му го давам и неа. Дури јаболка? Да, јаболка, значи јаболка, банани јади љубенца, јади домат. Значи за се што јадам во периодот јас, истото го јади таа. За папагалчињата ми имаш кажано дека се многу заљубени. Кажи ми, дали се уште не се одделуваат едно од друго? Да, навистина, дури чудно, кога ги зеде мој татко од твојата продавница пред околу 5-6 месеци, дури ми чудно ми беше затоа што покрај 50 папагалчина таму, како се одбрае баш тие двете да се толку заљубени, и ете ден денес, значи не се одделуваат едно од друго. Знам дека по цел ден имаш работни обврски. Кажи ми, дали наоѓаш доволно слободно време за твоите миленичиња? Слободно време малце потешко, меѓутоа за Буба и за папагалите не се грижам само јас, значи тука се мајка ми, татко ми, брат ми. Кога има слободно време, значи се си помагаме заедно. Дали често излегуваш на прошетки со твоето куче? Да, секој период, значи најчесто е тоа недела, затоа што недела ми е мене слободен ден, најчесто недела ја користам за прошетка со Буба, меѓутоа и останатите денови кога имам барем малку време. Баш ме интересира, дали би гледувала екзотичен миленик во твојот дом? Не. Ниеден? Ниеден, затоа што мислам дека онаа љубов која може да ми ја пружи Буба или било кој друго животно, да речам куче или маче, мислам дека не може да ми ја пружат, мислам секој почит за оние кои чуваат, меѓутоа јас не. Дијана, ти благодарам за гостувањето во нашата емисија и за крај дали би можела не препорака за нашите гледачи? Ти благодарам и тебе на поканата, препорака, значи секој би препорачал секој да се чува миленик, без разлика, значи тоа дали е расно куче, да не гледат на тоа дали е расно или е куче од улица, затоа што ете Буба, да речам, не е расно куче, меѓутоа има огромна љубов која што може да ја пружи дури и појќе од човек. Кучето Пуци игра феноменално и стигна до полуфиналето на Британија има талент. Кучињата се многу интелигентни, неверојатно е се што можат да се научат доколку им посветите време, внимание и имате трпение со нив.
I want him. Невидена наградна игра на Елит Кафе. Отвораш, уживаш и супер награди добиваш. 7 скутери, 7 4-цикли, 15 детски соби, машини за перење, електрични шпорети, лед телевизори, пегли, правосмукалки, велосипеди и уште многу други награди. Толку повеќе во кафе уживаш, толку повеќе награди добиваш. Елит Кафе, на здравје кафе. Представиме мала раса на куче која што најмногу ледуваат оние кои што ловат. Тоа значи дека е ловна раса и се многу интелигентни. Зашто станува збор, јас нема да ви откријам, туку ќе видите во следниот прилог. Ова емисија ќе ви представиме мала раса на куче од расата германски ловен териер. Како што самото име кажува, оваа раса се користи за лов. Но дали покрај тоа може да се чува и во домашни услови, ќе ни каже Зоран. Здраво, Зоран. Како прво да ти заблагодарам што ја прифати поканата за гостување во нашата емисија и што не покани во твојот дом. Здраво, ви благодарам и вас на поканата за да учествувам во вашата емисија и добро дојдовте во мојот дом.
Како што кажа во најавата, ти чуваш кучиња од расата германски ловен териер. Што ќе ни кажеш повеќе за оваа раса? Ова раса го носи името германски ловен териер, потекнуваат како што кажува самото име од Германија, спаѓаат во групата 3 териери, секција 1, долгоноги териери и по стандард се со работен испит. Створена е од неколку ловци и кинолози. После првата светска војна со вкрстување на фокстериерот и староанглискиот оштровлакнес териер. Иначе се ловни кучиња, но знаат да бидат и добри чувари. Баш ме интересира дали овие кучиња се дружелюбиви или знаат да покажат и агресивност? Овие кучиња се многу дружелюбиви, со голем темперамент. Агресивност не е тоа агресивност, не спаѓаат значи во кучиња на опасна раса, но знаат да бидат територијални. Значи си ја пазат нивната територија. Јас повеќе ги сакам поголемите раси на кучиња, затоа и се одлучив за расата сибирски самоед. Но она што ме интересира е зошто ти се одлучи за мала раса на кучиња, поточно за германски ловен териер? Па пред се поради нивниот темперамент, нивната ловност, пожртвуваноста кон газдата и приврзаноста и поради лесниот начин на одржување. Значи сепак тие спаѓаат во мали раси на кучина кои не се многу захтевни за одржување на нивното влакно и други работи во споредба со некои други кучиња. Како што напоменав, овие кучиња служат за лов. Но пред извесен период ти ми кажа дека поголемото твое куче го чува домот на твојата мајка. Ајде кажи ни нешто повеќе за ова пред камерите. Па да, знаат да бидат многу добри чувари. Мојата мајка едноставно не се осеќа безбедно ако не е кучката дома. Твоите кучиња ти ги чуваш таму, така? Да, моите кучиња ги чувам таму. Мојата мајка се грижи за нивната хигиена, хранење и секојдневни потреби на кучината. Дали може да споделиш со нас некоја убава или неубава случка што ти се случило со твоите кучиња? Значи, секој момент поминат со моите кучиња за мене представува незаборавлив момент, ради што знаат да изненадат секој ден пријатно, поради нивниот темперамент. Посебни непријатни случаи не сум имал досега. Еве, можеме да издвоиме предна моја прошетка со кучината. Мојата кучка, Докса, што е, при прошетката најдена жаба, проба да ја зеди ми в уста, но жабите како обрамбен систем користат некои испуштали некои киселини и јас тогаш мислев дека кучето ми е затруено. Па вечерта, значи во 10 сатот, трчав барав ветеринари за да ја спасат, но сепак кога отидов на ветеринар ми кажа дека не е ништо спрема симптомите и ми кажа дека не е опасно. Превзеде мерки и за среќа моја, наравно, немаше никакви последици. Так, точно така. Битолска молика. Тоа е битолско име и битолска гордост. Исто така тоа е името на твојата одгледувачница. Зошто се одлучи токму за ова име? Значи, моликата е единствено дрво што го има кај нас во Битола, на Пелистер, на Балканот и во Европа, мислам дека уште на едно место го има во Франција. Па од тоа појдов да го прихватам тоа име за мојата одгледувачница. Единствена одгледувачница е моментално во Македонија за оваа раса и прва регистрирана одгледувачница во Македонија. Кога и да отворам интернет, гледам дека растур правите на изложбите. Дали може да ми кажеш кои се вашите најголеми успеси? Точно така, значи последен период на последни изложби, уназад да кажеме 2 години, моите кучиња победуваат и тоа со добар пласман, групен пласман, значи поединечен во секакви конкуренции. Мојот најголем успех, има повеќе успеси постигнати, но еве да кажеме дека од прошлото легло
кучка Дона, мојот гој, значи, е продаден, постана млад шампион на Македонија, значи прво куче од македонски одгој што постана шампион на Македонија. Исто така продолжи со незините успеси и победи во Србија, пошто кучето е продадено во Србија. А за мене најдрага, да кажам, победа е, значи, последната изложба одржана во Охрид, Ајла од Битолска Молика, куче од последното легло, која е добиена од Докса и од пес увезен од Германија, стана Baby Biz, што значи најдобро бебе на цела изложба. Best in Show. Дали ова куче би му го препорачал само на ловџиите или на оние кои што сакаат да го чуваат во својот дом како миленик? Па значи, покрај што е ловно куче, кажавме дека знаат да бидат добри чувари, но како миленик се незаменливи, поради што со нивниот карактер знаат да изненадат пријатно секојдневно. За крај би сакал да те запрашам за клубот. Очигледно многу сериозно си имаш сватено работата со кинологијата, а знам дека и ти го имаш оформено клубот за германски ловни териери. Што ќе ни кажеш за него? Точно така, на 18 февруари оваа година е формиран клуб и прв и единствен во Македонија, с кој го носи името Сдружение за развој и напредување на расата германски ловен териер, или скратено Македонски клуб за германски ловен териер. Клубот е признаен од Кинолошкиот сојуз на 4 март и работи активно со 23 активни членови од Битола, Прилеп и Скопје. Моментално се спрема ров кој е дел од опремата за изведување на еден испит, а испитот се планира напролет после специјалката што ќе биде одржана во март, крајо или почетокот на април 2013 година. Ти благодарам за гостувањето, Зоки, па се надевам дека наредната емисија ќе снимиме и за рововите. Ви благодарам уште еднаш за поканата да бидам гостин во оваа емисија и наскоро ќе се видиме со нови информации во врска со клубот и активностите на оваа раса. Кога времето е убаво во лондонскиот кварт Ковент Гарден, полн со туристи и интересни продавници, може да се види еден портокалов мачор со разнобојно шалче околу вратот. Тој ужива во вниманието на разните минувачи, додека неговиот газда Джеймс Боуен ги свири песните на групата Oasis на акустична гитара. Овој прочен лондонски пар е познат пред се поради својата крзнена половина, мачорот Боб, кој најпрвен го спасил животот на Джеймс, а потоа и му донел слава, а со тоа и приходи кои растат. Кога го пронашал под скалите на зградата во која живеел во еднособен стан, Джеймс бил уличен свирач кој едва заработувал пари и бил зависник кој бил на програмата за лечење со метадон. Тој има неколку години искуство со бескукништво и зависност од хероин, која во неколку наврати за малку ќе го чинела неговиот живот. Мачорот кој го пронашал бил изгладнет и повреден со голема и отворена рана на вратот, која ја здобил во борба со други мачори. Бидејќи од секогаш сакал мачки, Джеймс му ја исчистил раната, го нахранил, а потоа и дал 28 фунти кои биле повеќе од неговата дневна заработувачка и последни пари во джепот, за да го вакцинира мачорот за да не се инфицира раната. Поради својот неуреден живот, Джеймс не планирал да го задржи мачорот, туку да го пушти назад на улица откако ќе го излечи. Но мачорот Боб имал и други планови. Кога Джеймс пеел на улица, мачорот не покажувал никакви намери да си оди. Тој дури и го следел до автобусот, а потоа трпеливо го чекал пред неговиот дом. После неколку денови влегол со Джеймс во автобусот, па тој решил да го земе со себе на работа. Со придружбата на мачорот, заработувачката на Джеймс се зголемила за 3 пати, а имало и вкусни залаци за Боб. Некој му подарил и малечко црвено шалче. Од тогаш сите почнале да прават што поинтересни шалчиња и джемперчиња за Боб. Прв пат се чувствував како да имам семејство. Тоа ми даде одлучност да го подобрам својот живот, за да му биде подобро и на Боб. По меѓувреме созреав и многу научив од тоа. Веќе никогаш нема да и се вратам на дрогата, тврди симпатичниот уличен свирач. Различните видеоклипови од мачорот Боб и Джеймс, кои беа поставувани на сервисот YouTube, го привлекле вниманието на книжевната агентка Мери Панчост, која му предложила на Джеймс неговата приказна да ја пренесат на книга.
Успехот бил многу голем. Книгата Уличниот мачор по име Боб веќе со месеци не се симнува од листата на бестселери и истата е продадена во 250.000 примероци и е преведена на неколку јазици. Во подготовка се и детски книги со илустрација и сценарио, а Джеймс преговара и со холивудски агенти за снимање на филм. Се шпекулира дека улогата на Джеймс би можел да ја игра Џони Деп. Боб во меѓувреме стекнал голем број на обожаватели кои постојано му праќаат подароци, албуми и вкусни јадења, а неговото име на Твитер има 12.000 следбеници. На Фейсбук има 12.000 обожаватели. I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. I said maybe you're gonna be the one that saves me.
Мичката отишло да си купи бурек, а во меѓувреме додека ги миела рацете, некој го украл бурекот. Така целата испаничена почнала да вика низ шумата. Кој тој што ми го краде бурекот, одма ќе го истепам. Покрај мечката во меѓувреме поминала лисицата. Па мечката ја запрашала. Лиске, да не знаеш случајно кој ми го краде бурекот? Абе Мецо, видов јас некој трчаше со големи уши, ама не го видов кој беше, не знам што да ти речам. Зајакот го слушнал разговорот, отишол дома и рекол: Браќа, сите залежвајте ги ушите за магарието да јади ќотек.